Во насока за подобрување на меѓудржавните врски и односи, локалните власти, меѓутоа и национални субјекти вредно работат за да можеме да се пофалиме со блискост со нашите соседи. Како погранична општина сме на одличен колосек во тој правец, а тоа меѓу другото е благодарение и на средбите како онаа на вработените од кривопаланечката подружница на јавното предпријатие Македонски шуми со нивните колеги и пријатели од шумското стопанство во бугарскиот град Радомир. Во четвртокот на 10 април тие минаа пријатни мигови запознавајки се и дружејки се, а официјалниот дел од средбата беше одржан во зградата на општина Кривопаланка. Како повод за ова дружење со гостите од соседството е тоа што во Бугарија во првата недела од април се одбележува седмицата на шумите, а освен традиционалната прослава во своите граници, тие овој пат одлучиле да го искористат празнувањето за ширење пријателства и подалеку. Како повод за ова дружење со гостите од соседството е тоа што во Бугарија во првата недела од април се одбележува седмицата на шумите, а освен традиционалната прослава во своите граници, тие овој пат одлучиле да го искористат празнувањето за ширење пријателства и подалеку. Личното познанство меѓу првите луѓе на предпријатието од двете страни на границата, Владко Митовски од нашето Осогово и Веселин Владов во Радомир, е основата за средбата во која што уживаа и голем дел од нивните блиски соработници. Целта на ова средба е да направиме соработа помеѓу шумарството од Кривопаланка и гостите од Бугарија, тоа е од Радомир. Јас и директорот од Радомир, господинот Веселин Владов, сме многу добри пријатели. Колегите од Бугарија, во рамките на нивната седмица на гората, одлучија ова недела да бидат гости во Кривопаланка и да одржиме една средба. Прво, јас искам да благодаря на моја пријател Владко Митовски за това, че така прие да се осъществи тази наша идея и инициатива. Както разбрахте от него, в момента в България ние празнуваме седмицата на гората. Всяка година в началото на април, първата цяла седмица, ние празнуваме седмицата на гората. И така беше идеята наша да разнообразиме малко начина на празнуване и тогава направихме контакт и връзка с господин Витовски. И той доста радушно прие тази инициатива, за което му благодаря и за това ние сме сега тук. Одбележувањето е и со цел да се промовира вредноста и значењето на оваа дејност, пред се преку едукативни акции за потребата од заштита, производство на садници, пошумување и планинско смортување, унапредување на екосистемот, како и влијанието на опстанокот на човештвото. Од разговорите во продолжение, домакините и гостите можеа уште повеќе да ги подобрат врските меѓу двете стопанства. Митовски се пофали со работата и со организираноста на подружницата Осогово, додека неговиот колега Владов ги истакна генералиите на своето предпријатие. Меѓу присутните, освен вработените од стопанствата, беа и повисоки регионални представници на Македонски шуми, како и луѓе од службите задолжени околу безбедноста во планините. Интересни беа како заедничките нешта, така и различните, затоа што токму ова била и главната идеја. Одговорните на предпријатијата се пофалија со територијата со која стопанисуваат, поставеноста на работите од транспорт до складовите и натаму до купувачите, преку начините за продажба, видовите дрва и цените, одржувањето на терените, како и пошумувањето и обезбедувањето на планините. Блиските нешта и слични искуства се бројни и одговорните се надеваат од и тие на двете предпријатија ќе им овозможат заеднички да реализираат проекти за кои што би можеле да аплицираат во некоја од програмите кои што се финансирани од ЕУ фондовите. Идеята и повода да гостуваме при вас е първо, че в тази седмица в България ние честваме седмицата на гората. Инициативата беше от нашето стопанство и аз я приех от колектива на моето стопанство. Приех я, прокоментирахме, съгласувахме с господин Витовски, той прие да направиме тая среща, а целта е ние да се запознаеме с колегите от Македония, да обмениме опит, да се и за в бъдеще да осъществяваме повече контакти, да се срещаме, което да е от полза в нашата професионална дейност. Значи идеята беше заедничка на мен и на господинот Веселин от Бугарија, да одржиме на заедничка средба, да ги споредиме искуствата, начинот на кој се работи во шумарството во Бугарија, начинот на кој се работи во шумарството во Македонија, да видиме дали има разлики нешто и доколку да го најдеме подобриот начин за да пробаме за управување со шумите. Исто така, една од
Со средбите е тоа да пробаме заеднички помеѓу нашето шумарство и нивното од Радомир, да видиме ако може заедничко преку ИПАРД фондовите да направиме некој заеднички проект за заштита на шуми од пожари или некој проект за искористување на отпадната биомаса. Мисля, че има много общи неща, има и разлики, разбира се, и точно тук е ценното и хубавото. От тия разлики ние можем да извадиме поуки да подобриме нашата работа, съответно и от другата страна да се получи същото. Но общо взето в общо рамките са сходни, са по един и същи начин почти се работи. Честитајќи им го уште еднаш празнувањето на својата дејност, македонските домакини се истакнаа со гостопримството, а веќе и возвратна средба во Бугарија.